Заминува во историјата уште една антикорупцијска комисија, оваа комисија која што беше прва избрана по новиот закон. Сега по новиот закон имаме избрано и нова антикорупцијска комисија која што ќе почне да функционира од 8 февруари, односно до 7 февруари има старата антикорупцијска комисија, мандат Билјана Ивановска, председателка на комисијата е во студиото на Ајденон. Добре дојдовте. Добре најдов. Благодарам за поканата. Работевте 4 години, колку сте задоволна до што го сработивте? Така речи 5. Па јас сум задоволна од тоа што го сработивме. Секогаш ефикасноста се мери, се става во сооднос ресурсите со кои што сме располагале и резултатите кои што сме ги постигнале. Ја мислам дека со оние ресурси со кои што располагавме, а речиси пола мандат располагавме со истите ресурси како и претходните комисии, сметам дека направивме исчекор напред. Зашто е и потврда, нели, 5 години поред добиваме и позитивна оценка од Европската комисија, но и од други меѓународни фактори во извештаите на State Department-от и така натаму, во извештајот на Греко. Така што мислам дека оставивме впечаток, ставивме печат на нашата работа и направивме значаен исчекор напред. Ќе успеете да ги сработите сите отворени постапки кои што ги имате? Па да, особено ние што се нели главни и што се сензибилни за јавноста. Бехте ли енка, например? Апсолутно да. Значи не само тоа, и Евровија тука, па нели сега во последно време отворивме и за лотарија предмет, па имаме предмет за набавка на мазотот и така натаму. Евровија до каде? Се работи. Голем дел е сработено, можам да речам дека негде 80% е сработено. Ќе биде во јануари ќе излеземе. А бехте ли енка? Исто. Тука некаде сме. Бидејќи се работеше нели за обемен предмет, да, се работеше за обемен време. предмет, се работи подолго време, во меѓувреме колешката кај што беше распореден отиде и на операција, така што и тоа малку нели влијаеше на да не речам одолговлекување на предметот, но како и да е. Во тој предмет проблем е она што владата не го испорача кон нашата комисија, а тоа е договорот во целост. Така што за тој дел сме хендикепирани. Да, вие го добивте договорот, оној го што рече Артан Груби дека го имате добиено, дека бил целосен, односно дека биле прикриени некои делови. А тој договор излезе на крајот дека е објавениот во јавноста. Да, тој е објавениот во јавноста, тој е доставениот во собранието, тоа е тој договор. Како да се зголемат надлежностите на антикорупцијската комисија? Дали имате вие размислувано како председателка толку време? Затоа што имате вие некакви си надлежности, потоа треба да поднесете кривична пријава до обвинителството. Обвинителството гледаме колку добро ги завршува тие работи, па која е причината тогаш да имаме антикорупцијска комисија доколку се сече на некој дел? Не се сече воопшто антикорупцијска. Антикорупцијска си има точно пропишани надлежности што треба да прави. Она што другите институции не го испорачуваат тоа што им е законска надлежност, не може антикорупцијска да го покрие. Значи не може една институција да ги има сите алатки во своји раце и на крај и да донесе и казна и судска пресуда и не знам и обвинение и се. Не може. Значи станува збор за превентивен орган што го има во сите европски држави и не само европски држави, него во светот. Значи во секоја држава има вакво превентивно тело кое што треба да помогне за зајакнување на системот на интерни контроли, на политиките за интегритет во институциите, за да дојде до намалување на корупцијата. Меѓутоа не може една институција се да покрие. Тогаш зошто не се другите институции ако треба еден да покрие се? Ајде да го направиме прашањето обратно. Така? Да, но имавте некоја соработка со обвинителството, па потоа обвинителството кажа дека ќе се повлече до да имате примарен однос доколку поднесете кривична пријава, ми се чини. Тоа беше во момент кога се работеше за предметот за Кочан, ми се чини дека беше. Да. Значи, ние отсекогаш сме имале соработка со обвинителството службена, онака како што налага законот, бидејќи знаете дека во нашиот закон има во членот 17 надлежност на ДКСК да поднесува иницијативи за кривично гонење. И ние такви иницијативи си поднесувавме до јавното обвинителство, тоа за некој одфрлаше, за некој одговараше дека се во тек и така натаму, но никоја не дојде нели до суд. За да пред година и пол од прилика имавме состанок
Тоа под покровителство на УСАИД, на кој што беше присутен јавниот републички обвинител, беше шефицата на ОЈОГОК и уште некои други обвинители, нели, од тие институции, и се договоривме да како да бараме начини за да се зајакне соработката, да не кажуваат од обвинителството дека као нашите предмети не се доработени, во таа смисла не се стручни, макар што нема ни потреба да бидат стручни, затоа што може на обично ливче хартија да им се поднесе предмет и тие нели треба да работат по тој предмет. Да, како по но како и да е, се согласивме да подпишеме еден меморандум за соработка кој што ќе биде израз за добра волја за соработка помеѓу институциите, и тоа си функционираше на тој начин со тоа што поднесувавме преглед до Републичкото јавно обвинителство, имавме лице за контакт, кој не известуваше до каде се предметите, дали нешто се презело, дали... Значи, ето така, имавме меѓусебна соработка. Таква соработка имавме 2 дена пред да го презентираме предметот за Сеат Кочан, на која што, на состанок на кој што дојде и Републичкиот јавен обвинител и обвинителката која што ни беше посочена за контакт. Тие знаеа дека ние ќе дадеме кривична пријава, значи ние не криевме, напротив, ние со обвинителката имавме многу добра соработка во смисло на тоа да ни даде насока по кој член да напишеме кривичната иницијатива, значи да се потврдиме дека точно тоа е кривично дело. Значи во секој случај имавме добра соработка. И после тоа се случи тоа што се случи, ние си продолживме и понатаму да си доставуваме прегледи на доставени иницијативи. 10 пати од раскинувањето, да речам, од нивното изјаснување дека ја замрзнуваат соработката, 10 пати сме се обратиле со прегледи, со иницијативи, со се, од тоа 2 пати ни одговориле дека ќе ни достават информација од кого ќе ја прибават. Значи, сакам да кажам дека секоја институција си има своја законска надлежност по која што мора да постапува. Меморандумите се израз на добра волја, но не се закон. Законот е многу повисок од меморандумот и тој треба да се почитува без разлика. Нас не ни треба меморандум, што ќе ни меморандум? Ако секој си постапува по она што му е законска надлежност. Да, но еве да погледнеме законот за антикорупцијската комисија, односно законот за спречување на корупција, ќе видиме делот дека вие можете да изрекувате глоби. И вие го правите, тоа го имате направено, тоа неколку пати и за актуелни функционери и за функционери кои што беа во претходната влада, па замина кога зборувам за претходната влада од СДСМ. Се разбира, не можете вие да поднесете класична кривична пријава. И доколку ја поднесете таа класична кривична пријава, мислам дека би можело брзо да се реагира, не да очекувате вие обвинителството после тоа да ги превзема работите, да проверува, па после тоа да поднесува кривична пријава, и самата кажавте дека има ниту еден предмет не сработен од оние кои што ги имате поднесени. Значи вака се. Нема ниту еден предмет стасан до суд, не само од овој состав на ДКСК, и тоа го нагласувам, туку од 2002 навака, со исклучок на предметот Бачел. Значи, ниту една кривична пријава нема стигнато врз основа на предмет на ДКСК во сите состави. А во изминатите состави го имавте вие и еден Трпеновски што беше адвокат, значи Малиновски што беше адвокат, значи сега во нашава структура немаше адвокати, меѓутоа имаше правници. А секогаш консултација со соодветен експерт. Без разлика на која област се работи, значи праксата и законската можност да користиме надворешни експерти, секогаш сме ја користеле во насока на тоа да обезбедиме добар материјал за во обвинителство. Така што мислам дека можноста е зацртана во нашиот закон и ние соодветна кривична пријава поднесуваме до обвинителството. Зошто тамо затајува процесот, односно се успорува, тоа е второ прашање. Значи, по мене, не само од ДКСК, туку и од ДЗР, а често пати ние имаме кривична пријава врз основа на ревизорски свештај, значи две институции виделе еден предмет и го доставуваат до обвинителството. Обвинителството повторно од почеток ја почнува постапката, бидејќи законот нивни е таков. Можеби тука има простор за унапредување, односно за промени во нивниот закон, кога ќе добијат материјал од институции, како што се нашите независни институции, тие предмети да одат на побрза лента. И тогаш да се видат резултатите во јавност дека еве навистина. Па вие земете сега предметите од специјалното јавно обвинителство, нели таму беа врвни обвинители. Што се случи со тие предмети? Колку тие брзо се решија?
И кој ефект има од тие предмети? Еве, па со измените на кривичниот законник, па ептен. Да, тоа сакав да кажам дека кривичен законник практично ги голтна тие предмети. Ги голтна, меѓутоа и процесите одеа повторно споро. Не одеа тие експресно па на суд па да се види правда па не знам што, него не, кога ќе треба некој да се казни, тогаш сите сили се насочени кон тоа чекај полека да ама да не стаса правдата до човекот, односно до граѓаните. Не може така. Имате пример во Италија, на пример. Во Италија како се средени работите. Таму имате државен ревизор, од лева страна му седи обвинителот, од десна страна му седи судијата. Кога ќе дојде ревизорот до наоди кои што имаат поголема тежина за да бидат кривично санкционирани, тука е обвинителот, веднаш изрекува јавно обвинителска одлука која што судијата ја суди. И тоа одговорно лице кое што ќе го судат, доколку наштетило на институцијата со која раководело, е должен да плати надомест на штета на таа институција. Тоа ни треба нас. Добро, како да го добиеме тоа? Дали мислите дека има некаков начин да се зголеми соработката со институциите, барем во овој дел, да се даде некаков предлог? Вие имавте предлог и за законот за потекло на имот, па гледам дека тој закон никако да се донесе. Па не се донесува и не може да се среди и соработката и било што, бидејќи поставувањето на раководни лица на институции оди со политичко влијание. Значи, политиката се меша секаде, политичкиот пазар се меша секаде и тогаш вие како го очекувате дека професионалците ќе дојдат на површина? Многу тешко, не може да дојдат. Законот за потекло на имот што го спомнавте, мислам дека е најсоодветен за нашите услови и за појавите што тука ги регистрираме, заради тоа што бројни функционери имаат регистрирано имот на друго име. И ние баравме да има еден таков закон што ќе важи за секој граѓанин, да има обврска да го декларира на начинот на стекнување на имотот. Значи, не само јас имам куќа, ама од кај ми е мене таа куќа? Сум ја добила од наследство, сум ја купила, кредит сум взела, ми ја дал некој дар. Значи, мора да се каже изворот од кај се стекнал тој имот. Меѓутоа нема, отсуствува политичка волја, во отсуство на интегритет, отсуствува политичка, мислам, нема доволно политичка волја за сето тоа да се среди. И се ајде да се вратиме повторно на умните мисли на доктор Чепреганов, кој што вели дека секој оној кој што има страст за власт, за моќ, за владение, нели, за позиција, нему му отсуствува емоционална интелигенција, му отсуствува професионалност и интегритет и кај него се јавуваат состојби кои што раѓаат омраза, раѓаат завидливост, завист, престиж и така натаму. Ние сме во таа фаза. Значи, он правеше, го детектираше наодот во државата, во нашето општество. Дали еден ваков закон би помогнал вие да можете сега, пример, да преземете нешто во врска со она што беше дадено во медиумите, дека имало собственоста на Дуи во Мавровка, која што потоа била дадена на некоја обложувалница? Значи, секој ќе мораше да го декларира имотот, вклучувајќи ги тие што биле граѓани на државата, членови на одредени политички партии, без разлика на кој. Значи, таргет беше секој граѓанин. Од една страна, тој закон требаше да им помогне на оние граѓани кои што биле можеби уценети од некои си политички мокници дека мораат да регистрираат имот на нивно име за да го заштитат тој некој си политички мокник, зашто тој утре ден не знам ќе им помогне за вработување или за не знам ова и трговијата со влијание тука цвета. Значи ваков закон ќе замислеше секој и ќе речеше чекај, што имам јас тебе да ти го декларирам твојот имот. Ајде таму јас сакам тоа што е моје да си го кажам. Тоа што е туѓиот нека си го каже тој чие што е. Значи требаше да ги заштити граѓаните и да ја помогне на државата да ги декларира сите оние имоти кои што се нелегално стекнати. Да, но која е разликата, например, имате отворено предмет за Дуи кога станува збор, кога го има купено објектот во Тетово, а сега кога продава објект во Мавровка не можете да отворите предмет. Значи за објектот ние прва бака, нас таргет не ни се политичките партии како политички партии. Туку но е политичка партија на власт. На власт, да, меѓутоа кога ќе најдеме поврзаност на политичката партија со донаторите, со јавните набавки и со сето тоа, да, во ред. Од тој аспект може да се гледа.
Така, еве да се вратам на ДУИ, имавте едни преписки со Артан Груби, прв почна да кажува дека вие не сте сработиле ништо, практично му беше тоа целта да каже, и сето тоа се случи откако вие излеговте на пресконференција и кажавте дека сте алармирале за Рамис Мерко, а никој не преземал ништо во држава. Да, тајмингот беше таков, точно. Имаше изјава од првиот вице-премиер дека комисијата нема капацитет, на што ние мислам дека соодветно му одговоривме. И бевме изненадени што тој кој што се залага за европскиот пат не ги почитува оценките на Европската комисија, каде што е сосема јасно и децидно кажано дека комисијата си ја врши работата онака како што треба, и препорака на Европската комисија е да се зајакнат капацитетите на ова независно тело. Добро, апропо ова, какви односи имате со функционерите, односно дали излегуваат во пресрет на она што значи постапки кои што ги отвара антикорупцијската комисија, дали наидувате на ѕид? Како се случува сето? Значи, имаме службени односи како што би требало да имаме, мислам, тоа е тоа. Од некои институции добиваме се што ќе побараме, меѓутоа имате институции и поединци, раководители кои што не доставуваат тоа што ќе побараме, па дури и казната ќе ја платат, а нема да достават. Добро, и сега како И сега изјавата ние- на Артан Груби што беше дека нема да соработува со вас, додека сте вие во антикорупцијската комисија, зборам вие како тим, не вие како личност, што може вие да направите еве како Значи, ќе антикорупцијска комисија за тоа? обелодениме, ние имаме, работиме еден предмет поврзан со Министерството за политички систем. Го работиме тој предмет, бараме информации од ова министерство, односно Кога го него. отворивте тој предмет? Па, од поодамна. Значи, фактички предметот содржи повеќе анализа, повеќе годишна анализа како се движи еден тренд во државата, на вработување особено. Така што од ова министерство бараме податоци и сега на еден начин не изигрува, не ни ги доставува бараните податоци, па не ни било писмото двојазично, па не знам, значи од небитни работи сака да направи дека еве, нели, нешто не се спочитувало, што ете ние му доставивме и двојазично писмо. Сакам да кажам, кога некој сака да прави проблем, ќе го прави секаде каде што има. За него работиме имотна состојба, проверка на имотна состојба, му бараме кој живее во неговото семејство, кажува не сте ми доставиле двојазично. Бараме од друг функционер на ДУИ, исто така се проверува имотна состојба, јасно и гласно се пишува човекот, еве ги моите членови. Значи кога некој сака да прави проблем, секако ќе прави проблем. Ние ќе ги обелодениме сите работи кои што биле поврзани, пример, со институцијата која што тој ја раководел, кога сме побарале документи, дали сме добиле, каков одговор сме добиле, што сме како ние сме постапиле по тој одговор, значи се имаме документи, така ние работиме врз база на документи, така што јавноста нека си цени. Тоа е нашето оружје. Да, кажавте вие дека работите предмет за министерството кој што го води Артан Груби, таму има превработеност или што се случува? Значи да не откривам повеќе сега, знаете дека сите предмети кои што се завршени ги кажуваме на јавна седница, ги има на YouTube, може да се преслушуваат, така што нема да биде никаков проблем, да го довршиме процесот, ќе го соопштиме. Ќе го довршите до февруари? Ќе го довршиме. Добро. И да не го довршиме со неговите податоци, ќе кажеме до кај сме стигнале. Така што сликата е таа. Каква е сликата во Македонија со корупцијата еве 5 години од кога стапивте на функцијата? Па не Ваше можеме лично гледиште. не можеме да се пофалиме дека имаме некаква сјајна слика, нели? Корупцијата е проблем што многу тежи. Меѓутоа, еве јас сега ќе се послужам со податоците кои што неодамна ги објави МЦМС, според кои корупцијата е проблем број 1 во државата. Значи 65% од граѓаните се изјасниле дека корупцијата е проблем број 1. Тоа значи дека ако во минатото економските проблеми, невработеноста, социјалната состојба и така натаму беа проблеми кои што му тежеа на граѓаните, сега му тежи корупцијата. Од друга страна, јас гледам дека штом народот е свесен дека ова проблем, ќе се занимава и со барање решение за тој проблем. Што всушност покажуваат податоците од истото истражување дека процентот на отпор на граѓаните кон корупцијата во однос на претходната година се зголемил. Тоа е добар знак. Значи, на секој четврти интервјуто било спроведено нели анонимно, меѓутоа искуствено било
Секој четврт граѓанин се изјаснил дека му било побарано да учествува во некоја коруптивна сделка. Но секој трет одговорил, што значи дека отпорот се зголемил во однос на претходната година. Исто така што мене ми дава надеж е и процентот што го искажале граѓаните дека имаат надеж дека можеме да се справиме со ова општествено зло. И јас знам дека има надеж, затоа што справувањето зависи од секој нас како поединец, затоа што секој има свое поле на делување и во тоа поле може многу да направи. Буквално секој граѓанин. Па дури и децата, и со децата имавме кампања за борба против корупција, тие сега се градат да бидат идни граѓани на оваа држава општествено одговорни. Значи, буквално секој може да направи нешто во својот делокруг против корупцијата. Да пружи отпор, да не учествува во коруптивни дела, да пријави. Значи, секој може нешто да направи. Добро, колку притисок имавте во овие изминативе години? Дали воопшто имавте некаков притисок? Затоа што откако ќе излезат од функција, многу луѓе кажуваат дека им трпеле некаков вид на притисок. Значи, ние не сме трпеле притисок. Буквално не. Во смисла, некој да ни се јавува, па за предмет, па тргнете го, па не знам ова прете. Значи, таков притисок буквално не. Јас уште од почеток кажав и неколку пати во текот на мандатот дека доколку имаме притисок, ние ќе си пријавиме во собрание и ќе кажеме трпиме притисок од тој и тој. Законот тоа не го дозволува. Меѓутоа, рака на срце, не сме имале таков вид на притисок. Она што беше кон нас упатено секогаш се случуваше на јавна сцена. На јавна сцена беа нападите од вице-премиеров, еден, друг, трет. На јавна сцена ги добија и одговорите. И тие и сите што имале нешто да кажат јавно, ние јавно сме одговориле. И за секој општествено случување сме имале свој став, свој коментар. Вие знаете, барем сме соработувале буквално со сите медиуми, сме подигнале транспарентноста на највисоко можно ниво во моментов, така што мислам дека сето тоа ја гради сликата за институцијата. Ќе се навратам малку на законот за потекло на имот, заборавив да прашам еден момент, дали имате некаква информација од вице-премиерката Славица Грковска до каде, затоа што цело време вие форсирате да се носи, од друга страна се доработува, па никако да се доработи. Не се доработува, значи се напушти таа идеја за донесување на закон за потекло на имот, сега ни работат друг закон за конфискација без судска присуда, за кој што ние си ги кажавме нашите позиции и причини зашто го бараме првиот закон. Дотолку повеќе што сметаме дека без испитување на потекло на имот не ни може да се прави таква конфискација. Добро, и законот за конфискација еве каков што би бил донесен сега, што би имало разлика од закон за потекло на имот, освен она што што нема да може никој да го пријавува имотот, дали е негов, дали не е, да се тоа е мала разлика ли? Тоа е суштината. И дали мислите дека така би се спречила корупцијата со еден закон за потекло на имот, за разлика од ова што го имаме и сега, затоа што и сега може да се врши конфискација? Значи, ние со законот за потекло на имот баравме системско решение. Што значи тоа? Главниот систем, софтверското решение, требаше да се лоцира во финансиска полиција и тука да се изврши поврзување буквално со сите релевантни институции каде што имаме регистри на имот. За оние што немаме, за оние имоти за кои што нема регистар требаше да се воспостави. Значи да се направи тука едно поврзување истовремено и со банките, они и секако имаат поврзување со банките и да може системот да пријавува каде што нели ќе се јави несразмерно зголемување на имотот или воопшто ќе се појави некаков имот, а не е декларирано од каде и што е, нели секој треба и во катастарот да каже врз основа на договор, врз основа на нели купен стан, легализиран стан, не знам како и да е. Значи, требаше да се направи такво системско решение кое што ќе алармираше кога некој граѓанин. А сега, вака како они што го поставиле, првен поставиле ранг од 50.000 евра, значи се што е под 50.000 евра за нив е неинтересно, а може во неколку случаи да имате вие по 49.000 евра и да станат и 490. Ако се 10 случаи ќе биде. Значи, не е тоа. Нас не треба системско решение. Ние стоиме на тој став, меѓутоа очигледно дека има власта друго размислување и волјата е насочувана во друга насока. Кога излеговте на пресконференција да зборувате за предметите за Рами Смерко, кажавте дека еден предмет бил случајно изгубен, не од ваша страна. Дали
пробавте да најдете во обвинителството, стигнал, не стигнал, вие имавте, покажавте и Не, тоа документ. беше за во судски совет. Да, во судски совет имавте и документ во кој што кажавте дека е примен таму. Се разбравте ли со судски совет до каде е, дали е примен, дали не е примен Па предметот? знае, они кажа дека настанало, не знам, дека не вршеле ажурна евиденција на предметите и дека се случувало нешто да не се евидентира таму и така. И ви известија до каде е тој предмет? Не. Значи, тој судија Значи, може ние и да имавме не... повеќе предмети доставено до судски совет, кои што се однесуваа. Една група предмети се на граѓани кои што се жалеа на судски одлуки за одредени суди. Значи, ние ги доставувавме, ги пренасочувавме во судски совет, надлежен за работењето на судиите. Од друга страна, доставувавме предмети за суди кои што немаа пријавена имотна состојба, бидејќи судски совет, според нивниот закон, имаше основ да ги разреши. До сега не видовме таков случај, иако имаме повеќе такви предмети доставени. На 8 февруари ќе седне новиот состав. Што очекувате од новиот состав, онака како што е избран сега? Дали имате некакви ваши очекувања лично? Значи, јас немам очекувања, не можам да имам очекувања, јас само посакувам да продолжат и да бидат поуспешни од нас, имаат поставено основа, да извршат надградба на таа основа и да бидат многу поуспешни од нас. Ивановска, ви благодарам многу на гостување. Вас исто. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието.